Денес тоа многу добро го знаат дури и светителите кои одат во црква. Целото човештво го наследи гревот што го направија Адам и Ева кога јадеа од плодот од дрвото на познавање на доброто и злото. Меѓутоа, без да го разберат принципот како можеме да добиеме вечен живот, тие не успеваат целосно да ја сватат важноста на пасхата и колку е скапоцен Бог кој ја донесе пасхата. Во книгата Битие, Бог зборуваше за дрвото на познавање на доброто и злото и за дрвото на животот, учејќи им дека дрвото на животот се однесува на плод што им дава вечен живот на оние што јадат од него. Во Матеј поглавје 13, Бог вети дека преку параболи ќе ги открие сите работи скриени од создавањето на светот. Тогаш, што точно е дрвото на животот спомнато во параболата за рајската градина? За да се спаси човештвото, на кој им било судено да умрат откако ќе јадат од дрвото на познавање на доброто и злото, мора да се отвори пат да јадат од дрвото на животот. Иако јадењето од дрвото на животот дава вечен живот, Бог го блокирал патот да ги спречи оние што јаделе од дрвото на познавање на доброто и злото да му се приближат. Во Битие поглавје 3, стих 23 е напишано: Тогаш Господ Бог го изгони од Едемската градина, за да ја обработува земјата, од која беше земен. Откако пак го изгони Адам, постави на исток пред градината еден херувим и огнен меч, кој се вртеше и натаму и наваму, за да го пазат патот кон дрвото на животот. Ангелите со запалени мечеви строго го блокираат патот до дрвото на животот, осигурувајќи дека грешниците не можат ниту да му се приближат. Како резултат на тоа, никој не може невнимателно да се приближи до дрвото на животот. Потоа, дрвото на животот запишано во Битие е опишано преку парабола, но каква е всушност неговата реалност? Што сакал Бог да пренесе користејќи ја оваа парабола? За оние кои се уште не го нашле овој одговор тврдат: можам да одам во рајот, ќе се спасам ги или добив простување на гревовите. Таквите изјави се неточни. Кога јасно ќе разбереме зошто денес Бог ни го дал празникот на животот наречен Пасха, можеме да сватиме дека тајната на вечното небо и дрвото на животот во Едемската градина е скриена во вистината на Пасхата. На човештвото, кое стана смртно откако јадеше од дрвото на познавање на доброто и злото, Бог му го откри ова учење: ако јадете од дрвото на животот, можете да имате вечен живот. Ајде да отвориме за Јован поглавје 6, за да видиме каква е реалноста на дрвото на животот. Поглавје 6, стих 53. А Исус им рече: вистина, вистина ви кажувам, ако не го јадете телото на Синот човечки и не ја пиете крвта негова, не ќе имате живот во себе. Кој го јаде моето тело и ја пие мојата крв? Што имаат тие? Има живот вечен. Што требаше да се јаде во рајската градина за да се добие вечен живот? Беше кажано дека јадењето од дрвото на животот е неопходно за вечен живот. Во Јован поглавје 6, Исус рекол: треба да го јадете телото на Синот човечки и да ја пиете неговата крв за да имате вечен живот. Постои само еден начин на кој Бог му дава вечен живот на човештвото. Бог ни дал единствен пат и каква е реалноста за оваа парабола? Што се случува кога го јадеме Исусовото тело и ја пиеме неговата крв? Тој рече: тие ќе имаат вечен живот. Затоа телото и крвта на Исус го представуваат дрвото на животот во рајската градина. Реалноста на дрвото на животот е Исусовото тело и крв.